Тимот обвинители што ќе го застапуваат обвинението за трагедијата во Кучани е побројан од фудбалски тим. Прв случај во Македонија со 15 обвинители, иако во минатото многу поголеми судски процеси со над 70 или 80 обвинети се судеа со само еден обвинител. Од обвинителството овој феномен го појаснуваа дека е поради недостигот на кадри, односно не можело двајца или тројца обвинители да бидат ослободени од други предмети и да се сконцентрираат само на пожарот во Пулс. И не само ова, тврдат 15 обвинители се гаранција дека судењето никогаш нема да се одложи поради отсуство на обвинител, иако судење може да се одложи поради други причини, отсуство на судија или отсуство поради болест на обвинет. Сепак, според обвинителството, ова е една од главните причини за да се ангажираат толков број на обвинители. Дополнителна причина е недостатокот на кадровски ресурси во обвинителството и огромниот број други предмети по кои мора да постапуваат обвинителите, што не дозволува товарот на застапување да го понесат само еден или двајца обвинители. Јавните обвинители од почетокот на истрагата се поделени во тимови и така ќе продолжат да го застапуваат обвинението и да ги презентираат доказите. Судењето за трагедијата во Кучани, која однесе 63 животи, не е со најмногу обвинети во македонската судска пракса. Имало и многу пообемни предмети со повеќе обвинети и со над 400 страници обвиненија, но беа застапувани од само еден обвинител. Исто така, праксата покажува дека време траењето на судските процеси не зависи од бројот на обвинети. Пред повеќе од 10 години во 3 судски процеси, Змиско 1, Змиско 2 и Калдрма, околу 180 вработени во Македонија пат беа обвинети за злоупотреба на положбата и за злосторничко здружување, односно дека напатарините не им издавале фискални сметки на возачите, а парите ги ставале в джеп, па си ги делеле и на тој начин заработиле неколку милиони евра. Двата судски процеси под кодното име Змиско око траја повеќе од една деценија и заглавија во судските лавиринти. Змиско око финишираше со околу 40 години вкупна затворска казна, а во Змиско око 2 дел од обвинетите беа ослободени, а за дел застаре кривичното дело. Третото приложение од судењето за патарините е процесот наречен Калдрма и е дефинитивно најобемниот. Таму за 26 обвинети имаше присуда за само една година. Во процесот Метастаза беа 38 обвинети за злоупотреба со инвалидските пензии. Во процесот Метастаза беа 38 обвинети за злоупотреби со инвалидски пензии. Судењето траеше 2 години и половина од обвинетите добија казни затвор.